Почитувани, продолжуваме со аферата Профитер, дел по дел, како се местени тендери за градежни фирми, распишани тендери од град Скопје и како Петре Шилегов го зголемува личното богатство. Следува пример како една фирма добива енормно голем тендер со само едно електронско надавање. Тендер 2020 година, изградба, реконструкција и одржување на булеварот Никола Карев, фазна реализација од влез во касарната Илинден до Момин поток во Скопје. Проценета вредност на постапката 163.460.436,92 денари. Вредност на склучен договор 160.764.941,68 денари. Според документите, биле пријавени 5 фирми. Веднаш се елиминирани 3 поканети, всушност 2 поканети на аукцијата, електронската аукција за надавање, негативно надавање за цената, се 3 компании. На вакви аукции, во нормални услови, цената паѓа неколкукратно, бидејќи фирмите се борат за да ја добијат работата. Особено во 2020 година, година на економска криза. Но оваа аукција завршува со само едно надавање, само со еден клик на електронска аукција. Цената на договорот е речиси иста како проценетата, цената е намалена за само 1,5%. Некој дебело профитирал. Се поставуваат многу дилеми, сомнежи и прашања. Како е можно во услови на тешка економска криза за постапка од приближно 3 милиони евра да влезат на аукција само 3 фирми и од тие 3 фирми да нема заинтересирани за надавање, иако првите нивни понуди за тендерот им се разликувале за само 1 милион денари, погоре, подоле. И кога приближно 3 милиони евра станаа непримамливи за да се борат фирмите од градежниот сектор за да победат на тендер. Дали ова не буди сомнеш дека некој во име на Петре Шилегов не пренел порака за која фирма е тендерот и воопшто да нема борби за цени? За објаснување, електронска аукција има цел да ги намали цените и да заштеди пари во буџетот. Како пример, параметар, истата фирма која што го добива овој тендер во 2020 година, во 2018 година добива тендер од град Скопје за булевар Партизански одреди. Предвидените 40,9 милиони денари по електронската аукција завршува и се прави договор на само 13 милиони денари. Истата фирма која што го добива овој тендер со намалување од само 1,5%, од првата понуда во 2018 си ја намалува цената за цели 50%, на пола од првичната понуда. Но на аукцијата имало 8 учесници и дури 43 пати цената е намалувана во борба да се земе работата. 43 пати е намалувана цената во 2018, во 2020 само еднаш. За да се разбере на кои ставки има енормни разлики во цените, помеѓу овие два договори, ќе наведам примери. Машински ископ на материјал со утовар и транспорт. 2018 163 денари за 1 метар кубен. 2020 според овој договор 492,5 денари. Значи 3 пати повеќе. Гребење на асфалт 2018 51 денар за метар квадратен. 2020 118 денари за метар квадратен. Набавка и транспорт и тампонирање со ист тип на дробен камен како во 2018. 2019 година, бидејќи и тогаш зема истата фирма еден тендер, станува збор за 484 денари, додека во 2020 само една година покасно 1182 денари за метар кубен. Повеќе од 2 пати. Асфалтирање со ист тип на асфалт. 2018
47,7 денари за метар квадратен, 2020 103,4 денари за метар кубен. Вградување на бетонски рабник, односно оние ивичњаци покрај патиштата и тротоарите, кои што се продаваат по 1 метар, по едно парче. 2018 484 денари за едно парче, 2020 1379 денари за 1 метар, за едно парче. Значи повеќе од 2 пати. Доколку може би се одржала слободна електронска аукција во 2020-та за овој булевар, за овој договор, како таа во 2018-та, според овие ставки од истата фирма, веројатноста е вкупната цена дека би се намалила дури за 49%, односно на пола. Наместо 3 милиони евра, зафатот на крајот град Скопје би го чинел 1,5 милион евра. Но така парите би останале во буџетот, а сега не би зборувале за профитер. Што е уште поголем сомнеш? А тоа е дека според ставките во договорот, цените на ставките, на највисоките ставки, кои што се речиси дупло поголеми од пазарните цени во 2020 година. Цените на пазарот на ископот на земја, на тампониран материјал, на асфалт, како и ивичњаците, и денеска во 2021, како и лани, и во 2019 и во 2018 се речиси исти. Почитувани, пад на цена е возможно само ако тендерот е отворен за сите градежни компании, ако тендерот не е однапред договорен, ако претходно не се праќаат пораки за кого е тендерот и за кој е однапред договорен да го добие и по која цена. И тука се главните прашања. Дали на фирмите кои што биле дел од овој тендер и некој профитер им наложил да не учествуваат на електронска аукција? Дали Петар Шилегов им ветил работа во друг тендер, каде што со неговите тендерско-профитерски способности би добиле работа без конкуренција, а со тоа и ќе се намалува колачот кој што треба да се дели. Почитувани, аферата Профитер е преобемна за Петар Шилегов и СДСМ да продолжат без сериозна истрага. Шилегов со градби и луксузи за 4 години го зголеми имотот за речиси половина милион евра. Нема полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Шилегов. Ви благодарам.